За збор се јави и има збор госпоѓа Павловска Дамјева Ана. Повелете. Благодарам, председателя. Почитувани колеги, најпрво дозволете ми да го изразам своето жалење што и овој пат не можеме во салата да го видиме, ниту пак да го чуеме да се обрати пред пратениците на ова собрание министерот за правда, како и големо жалење што представникот на владата, заменикот министер за правда, не наоѓа за сходно да се обрати на македонскиот парламент и на пошироката македонска јавност во однос на овој исклучително важен закон во рамките на нашата легислатива. Почитувани колеги, пред нас имаме предлог за донесување на изборен законник, дел 1, изготвен од владата на Република Македонија, бидејќи, како што ни беше кажано во повеќе наврати на работните тела на ова собрание, ова е првиот дел од изборниот законник по кој ќе следи изработка во рамките на Министерството за правда и работната група која тоа има формирано, која владата ја има формирано, изработка на изборен законник дел 2 и кој се очекува некогаш да биде поднесен од владата и кај нас пред нас пратениците, па најверојатно ќе треба за месец, 2 до 3, не беше точно кажано кога од страна на представниците на Министерството за правда, да разгледуваме уште еден том од изборниот законник кој владата и незиниот представник ќе ни го изготват. Ставот на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е дека во овој изборен законник за жал не се содржани колеги, ве молам да се слушам. Повелете. Ставот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е дека во предложениот изборен законник не се содржани препораките на ОПСЕ и ОДИХР и не се имплементирани на ниту еден начин. Ако сега во овој наврат и при поднесувањето на овој прв дел од изборниот законник што владата ни го подготви, немало никаква политичка волја за да се прифатат ниту основните, ниту дополнителните препораки на ОПСЕ и ОДИХР, се поставува прашањето зошто некој треба да очекува и зошто некој треба да верува дека во делот што ќе следи или во вториот том или во вториот дел на изборниот законник што ќе ни биде предложен, не се знае точно кога, ќе бидат тангирани тогаш во тој втор дел овие исти препораки кои во овој момент, за кои во овој момент владата не покажа политичка волја ниту слух да ги имплементира во предлогот што го има изготвено. Ова што пред нас се наоѓа денес и кое владата го нуди, не представува подобрување на изборното законодавство за кое се надевам се залагаме сите ние пратениците во ова собрание, сите ние представниците на граѓаните кои не гласале. Ова е едноставно претурање од шупливо во празно, бегање од реалноста и ставање на вистинските, на реалните проблеми под тепих, обидувајќи се преку ситни формални козметички измени да се прикаже како голем потек реформски на владата и како излегување во пресвет на препораките дадени од меѓународната заедница. Ние, за жал, може да констатираме дека владата не покажува волја да создаде реални, вистински законски основи за фер и демократски избори, онака како што тоа од нас го бараат првенствено граѓаните на Република Македонија, а потоа се разбира и ОПСЕ и ОДИХР во своите извештаи кои го искажуваат ставот на никој друг туку на Европската комисија, бидејќи таа со избори, со изборно законодавство не се бави сама по себе, туку оваа своја надлежност ја пренесува на овие институции. Јас ќе се осврнам, почитувани колеги, на најважната работа која требаше да биде и која јавноста очекуваше да биде решена со изборниот законник предложен од владата на Република Македонија, а тоа е одвојувањето на партиската од државната функција или оној често од страна на представниците на владата во работните тела промовиран нов член 8а кој е вграден во предлогот што стои денес пред нас.
основна, главна препорака околу која се дискутираше како во стручната, така и во научната, а пред се во пошироката јавност, препорака на ОПСЕ и ОДХР која ги тангира буквално сите граѓани на нашата држава, е онаа која се однесува на подвојувањето на двете функции, државната од партиската, односно препорака која сугерира законско решение кое ќе оневозможи државен функционер, носител на јавна функција, пред се министер, заменик министер, како и градоначалници, и сите останати носители на јавни функции, во моментот кога ќе се најдат на изборна листа, да не можат, значи со закон да се оневозможи да ја злоупотребуваат својата државна функција во партиски цели, во текот на изборната кампања. Ние, како и сите граѓани на Република Македонија, очекувавме владата да предложи нешто со кое законот, изборниот законник, ќе гарантира дека ниту еден функционер во иднина, ниту еден носител на јавна функција, пред се мислиме на министрите и замениците министри како највисоки функционери на извршната власт, нема да се дрзне да ја злоупотреби својата функција во партиски цели кога станува збор во предизборен период. Тоа го очекувавме од владата, наспроти тоа, ние го добивме следниот член 8а. Почитувани колеги, член 8а, дополнителниот предлог, изготвен од еден став и 3 алинеи, не е ништо друго, туку препис, буквално копи-пейст, на веќе постоечка одредба, член 11 од Законот за спречување на сувирот на интереси. Се поставува прашањето, зошто владеачкото мнозинство и со кои аргументи сака да не убеди најпрво нас, пратениците, а понатаму и целата јавност македонска. Со кои аргументи може да не убедите дека нешто што веќе постоело во закон и што било надлежност на исклучително висок државен орган, а тоа е антикорупцијска комисија, не се почитувало и не се спроведувало од антикорупцијската комисија и биле дадени на располагање сите надлежности. И сега одеднаш таа иста одредба ја препишувате, буквално истата, ја препишувате и ја внесувате во изборниот законник. При тоа предвидувате казна од, јас ве молам малку за внимание оние претеници кои не учествувале во работни тела, односно не се членови на работни тела што се занимавале со овој законник, да за момент се замислат и да размислат што не мене што ќе ми одговорат на реплика, што ќе им одговорат на граѓаните дома кога ќе се вратат, кога ќе треба да им го кажат следново: за злоупотреба на функција министер и заменик министер, вие, почитувани колеги, ќе изгласате казна, доколку такво нешто се случи, од 500 евра. Со тоа ќе го казните министерот, кој својата министерска функција ја злоупотребил на било кој начин, врбувајќи гласови, правејќи промоции, трошејќи буџетски пари, кога е забрането да се трошат. Ако сето тоа го стори, или дел од овие работи стори министер, вие предвидувате тој да биде казнет со парична казна глоба од 500 евра. Во моментот кога тоа ќе го гласате, јас разбирам дека ќе извршите одредени партиски цели. Меѓутоа, имајте наум, секој од нас ќе се врати во својот дом, во својата општина, во својата изборна единица. На своите гласачи, на своите партиски активни членови, не на независните, ќе треба да им објасните како планирате да им обезбедите фер и демократски избори сега, но и во иднина, кога ќе постои некоја друга власт и некои други министри. На тој начин што ако некој министер ја злоупотреби својата функција и злоупотреби глас на граѓанин или на група граѓани, некоја власт судска ќе го казни со 500 евра. Дали е тоа доволна гаранција за да кажеме дека ВМРО-ДПМН и ДУИ, владеачкото мнозинство во ова собрание, обезбедуваат основ законски за да се разграничи државната од партиската функција и да не се злоупотребува државната функција. Почитувани колеги, сакам
да ви кажам пластичен пример, кој го говорев на Комисијата за политички систем и на кој конкретно на примерите не реплицираше ниту еден пратеник, дел од вас имаа доблест, молчаа засрамено гледаа надолу. Ние ќе треба да им објасниме на граѓаните на Република Македонија дека примерот со министерот за внатрешни работи господја Јанкуловска, кога на 5 дена пред избори, како министер, а воедно и носител на изборна единица број 2, доаѓа во општина Ѓорче Петров, не зборувам територијално, туку во зградата на општината Ѓорче Петров. Ги повикува советниците и на присуство на советници, градоначалник и граѓани, министер за внатрешни работи доделува решенија за легализација на земјиште по 1 евро квадрат. Кажете ми, ве молам, мене или на пошироката јавност, кој е тој закон? Закон за организација на органи на државна управа, закон за полиција, закон за внатрешни работи. Кој е тој закон што во набројувањето и дефинирањето на надлежностите на министер за внатрешни предвидува тој да доделува решенија за легализација на земјиште? Тоа го прави во својство на министер 5 дена пред избори, а истовремено е носител на изборна единица број 2, единица во која што и општина Ѓорче Петров влегува. Во исто време, почитувани колеги, објаснете ми, потрудете се да ме убедите, мене и целата јавност, врз основа на кој закон премиерот на Република Македонија господинот Груевски на 15 дена пред избори на владин меморандум со подпис премиер, не председател на ВМРО ДПМНЕ, ги повикува државните службеници внатре во владата, истите оние државни службеници за кои сите говориме треба да бидат независни, непартиски, стручни, ефикасни и така натаму, да се однесуваат кон опозицијата како кон политички противник. Изрично, експлицитно и со подпис премиер на владин меморандум. За такви злоупотреби говориме, почитувани колеги. За такви злоупотреби говори Европската Унија преку Европската комисија, преку ОПСЕ и ОДИХР и преку нивните извештаи. Вашиот одговор на овие наши говорења не е дека тоа не се случило, туку вие велите, ние тоа ќе го превенираме во иднина да не се случува, така што ќе предвидиме казна за овие луѓе ако тоа го повторат, или некои идни ако тоа го направат, од 500 до 1000 евра глоба. Ова не е ништо друго, туку мајтапење, подсмевање со сопствениот народ, негово подценување до крајни граници. Нашиот предлог беше, ако тоа му се случи на било кој министер, на било кој функционер, од било чии партиски редови, кривично да одговара. Да одговара пред суд, кој ќе изрече кривична казна за кривична одговорност, и тогаш сметаме дека вистински ќе се подзамислат дали е тоа Јанкуловска, дали е Груевски, утре функционер на СДСМ или било која партија, ќе се подзамисли дали ќе ги врши овие злоупотреби во текот на кампањата. Не ни е јасно зошто владата не излезе во пресвет и не ги прифати нашите амандмани, уште помалку ни е јасно, бидејќи тие се функционери, може да најдеме објаснување. Нив им одговара да не бидат казнети, односно бидат казнети со 500 евра казна. Уште помалку не е јасно за целата јавност зошто вие како пратеници, како представници на граѓаните не го прифативте тој амандман и зошто упорно инсистирате на тоа со молчење и со притискање на зеленото копче да излезете утре пред јавност и да кажете дека сте наводно имплементирале препорака на ОПСЕ и ОДИХР преку ставање на одредба дека ќе ги казните со 500 евра министрите што ќе направат злоупотреба која е веќе предвидена, истата е предвидена со ист опис во Законот за спречување на корупција и веќе е надлежност на антикорупцијска и антикорупцијска и досега можеше да ги казнува и да презема мерки согласно постоечкиот закон. Почитувани колеги, во 2011 година се случи преседан во историјата на нашиот парламентаризам, а тоа беше владеачко мнозинство без подршка на опозицијата да донесе изборен законник. Овој пат, ако и денес овозможите такво нешто, тоа веќе нема биде преседан. Тоа ќе биде сериозна политичка практика, која тешко кој утре кога ќе дојде на власт, ќе може да ја спречи. Сте го трасирале патот. Ако еднаш тргнеме во погрешна насока, втор пат вие тоа го повторите, како ќе ги спречите вие утре оние што ќе бидат на власт да не го прават истото? Секој избори, секоја владеачка партија и коалиција своји изборни правила да си крои и да креира. Нема враќање назад. Еднаш го пуштите ли
да отиде целиот процес погрешно, спротивно на демократските вредности, спротивно на политичкиот диалог. Не се ова никакви закани, ова е реалност. Ке се повторува при секое ново владеачко мнозинство. Јас апелирам до вас да не го отпочнувате тој процес и да застанете на патот на овој неправичен и нефер изборен законник што ни го нуди владата со ваша поддршка, односно со поддршка на претениците од работното тело на Комисијата за политички систем. Ви благодарам. Благодарам заменикот министер за правда има реплика. Повелете. Благодарам председателе, почитувани пратеници. Изборниот законник заради неговото огромно значење на понатамошниот пат на Република Македонија за стекнување на статус на кандидат за членство во Европската Унија, како исклучителен проект во надлежност на Министерството за правда, представува еден од приоритетните цели на владата на Република Македонија. Значи, бројните позитивни заеднички мислења на Венецијанската комисија и ОПСЕ и ОДХР за македонската изборна регулатива, вклучувајќи го и последното, многу пати докажаната плодна соработка на Министерството за правда со Венецијанската комисија, како и со ОПСЕ и ОДХР во креирањето, измената и дополнувањето на изборната рамка, како и повеќето позитивни извештаи на ОПСЕ и ОДХР за спроведените избори во Република Македонија, дава за право, значи, да кажеме дека македонската регулатива во делот на изборниот систем е компатибилен со воспоставените меѓународни стандарди заради спроведување на фер, слободни и демократски избори. Ваквите законски рамки, иако ги пропишуваат основните граѓански и политички права и слободи кои што се неопходни за спроведување на демократски избори, нивното натамошно подобрување се наметна заради усогласување со заложбите на ОПСЕ и останатите меѓународни организации во рамките на пропишаните меѓународни стандарди. Тргнувајќи значи, од препораките кои што беа дадени од страна на ОПСЕ и ОДХР во делот на извештајот за спроведувањето на парламентарните избори во 2011 година, од страна на работната група во рамките на Министерството за правда беше беа предложени измени и дополнувања на изборниот законник во кои што се решаваат некои од препораките кои што беа содржани во конечниот извештај со посебен акцент на приоритетните препораки кои што се однесуваа на одвојувањето на државата од политичките партии, појаснувањето на одредбите за финансирањето на изборната кампања, објавувањето на изборните резултати, роковите за жалба, како и надминување на сите идентификувани недоречености во изборниот законник. Значи, во однос на говорот на почитуваната пратенички, јас ке се задржам на препораката која што е утврдена како прва приоритетна препорака, тоа е одвојувањето на државата од партијата. Значи, и на комисиските расправи во најголем дел беше зборувано во однос на ова прашање, значи одвојувањето на политиката од партиската функција за време на изборите е најасно во оние земји кои што го познаваат институтот техничка влада. Значи, на комисиските расправи беше истакнато дека компаративните искуства, односно компаративната изборна регулатива, не се сретнува решение со кое што се бара оставка од министрите, кои што се кандидати за избори, туку секоја развива инструменти. Значи, предложениот закон ги дава тие инструменти со кои што ќе дојде до одвојувањето на државата од политиката. Господја Павловска Данева Ана има контрреплика. Господја Бушковски, може ли да одговорите во некоја од следните ваши излагања, ако се за реплика, бидејќи не се јавите за збор, колку точно препораки имплементиравте во законот? Од 28, 6 приоритетни, колку вие точно имплементиравте? 2 или 3? Само со бројка одговорете, можете и процентуално. Втората работа која не ја кажувате, господјо заменик министер, е дека господинот еврокомесарот Филе побара со консенсус да биде овој закон донесен. Се сеќавате? Кажа дека треба законникот да биде донесен со консенсус. Вие
исто ќе ја сносите одговорноста, лично како заменик министар, заедно со министерот како дел од владата, заедно со сите пратеници кои ќе дозволат без консензус да биде донесен овој закон. И со остана за крај, ног пред да дојде Фила го пишувавте законот, затоа е полн со грешки, затоа впрочем го сгрешивте кривичниот законник, па наврат на нос, надворот, деловничката процедура го менувавте. Ви благодарам. Благодарам, господин Китановски. Илија има реплика. Повелете. Сите тефтери со мене. Благодарам, почитуван председателе, почитувана колешка, почитувана јавност. Сакам во интерес на вистината за оние кои што не ја следеа работата на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, каде што практично 3 работни дена расправавме по изборниот законник и со голема волја и со големо внимание ги разгледувавме сите амандмани поднесени од страна на опозицијата. Сакам да потенцирам дека најбитниот амандман кој што го беше поднесен од страна на опозицијата е прифатен во сите негови 3 ставови од купно 4, во текст што е долг практично една куцана страница и суштински се разликува, бидејќи комисијата прифати амандман кој како предлог на самата Комисија за политички систем, кој што суштински се разликува во однос на разграничување на функцијата државна што ја вршат актуелните функционери кои што се истовремено и кандидирани на изборни листи. Само една измена, а тоа е една небулоза во членот во ставот 4 од амандманот што го поднесе опозицијата, односно СДСМ, дека секое постапување спротивно на овие ставови, каде што функционерите би се, ако се појават во евентуално некој настан на пуштање во употреба или на почнување на некој објект кој што и е предвиден со програмата, тоа би се сметало за подкуп при изборите. И се уште еднаш сакам да потенцирам дека тоа е кривично дело, подкуп при избори, и е во колешката Данева е правник, нели професор, треба да знае дека делото подкуп при избори, подкуп воопшто е потешко дело и тешко докажливо дело. И нема држава во светов каде што санкционирањето на прекршок кој што би го направил кандидат кој што истовремено е носител на јавна функција ќе го подведе под кривично дело давање на подкуп при избори. Тоа е нонсенс, да не кажам глупост. И тоа, само тоа, од амандманот на СДСМ и на опозицијата, не го прифативме, затоа што сметаме дека е безсмислено. Инаку, според препораките на ОПСЕ, конкретно за овој амандман, побарано е да бидат надополнети и да вклучуваат извршни механизми. Значи, судирот на интереси помеѓу кандидати кои што се на извршна функција и истовремено се и кандидати на листа. Исто така, во коментарите нивни е кажано дека треба да се јасно прецизираат санкции за можни прекршоци. Значи, никаде во препораките на ОПСЕ не пишува дека треба да го квалификуваме тоа дело како давање на подкуп, кражба или убиство. Мислам, можете во амандманот да напишете и кој ќе се појави во почнување на објект да го обвините за убиство. Благодарам, господин. Ова го кажувам за да покажам колку е нелогично и безсмислено тој дел од амандманот. Сите други одредби од амандманот се прифатени и усвоени како амандман на комисијата. Председателе, само 2 реченици да довршам. Благодарам. Благодарам. Госпоѓа Павловска Данева Ана има контрреплика. Ме прашувате, господине Китановски, во која држава е предвиден изборен подкуп? Предвидени се и изборни подкупи како кривични дела, и изборен мобинг како кривични дела. Може ли ми одговорите вие, каде тоа, во која држава министер за внатрешни дели решенија за легализација на земјиште? Или утре ќе му текне тоа на министерот за здравство да го прави за образование? Тоа го има во некоја држава? И каде, во која држава добиле ваков извештај како ние што добивме, вакви препораки како ние што добивме, и тие им одговараат со казна 500 евра? Ке го казнеле министерот. Во која држава има казна, глоба 500 евра за злоупотреба на државна функција? И размислете сериозно, во кои тоа држави добиле извештаи од ОПСЕ и од ДПР, каде што вели дека треба да се одвои партијата од државата?
Нема такви држави во Европската Унија, господине Китановски. Лага и манипулација со јавноста дека сте го прифатиле нашиот амандман. Не го прифативте нашиот амандман, го препишавте член 11 од Закон за спречување сувид на интереси. Благодарам. И тоа не е наш предлог и затоа нема да го гласаме овој закон. Благодарам. Господин Димовски, Илија има реплика. Повелете. Благодарам. Председателе, би сакал на почетокот да потенцирам дека препораките на ОПСИ и на ОДИХР се целосно прифатливи за претеничката група на ВМРО ДПМН, но во онаа форма во која што се напишани, не во онаа форма во која што СДСМ сака да предпоставува дека би биле пишани, заради тоа што предлозите на СДСМ во форма на амандмани и во поново време во форма на нов изборен законник се сосема различни од препораките на ОПСИ. Во конкретниот случај, господја Данева, имаме дилема, односно имаме јасен конфликт на мислење во врска со извршувањето на функцијата на избраните и именуваните лица во периодот на спроведување на изборна кампања и пред спроведување на изборна кампања. Да им појасниме на јавноста за да не се доведуваме во забуна. Вие предлагате премиерот, министрите, замениците министри и така натака да немаат право на јавни настапи. Тоа сте го пишале во предлог законот. Тоа значи дека вие како СДСМ предлагате Никола Груевски, Гордана Јанкуловска, Никола Тодоров, Иво Ивановски и така натака и да не настапуваат на избори, односно да не настапуваат на телевизија, да ги нема, ништо да не спроведуваат, за да вие се надевате дека ќе победите на избори. Нели мислите дека е нелогично тоа? Нели мислите дека тие луѓе се исто така во политичка битка и не смеете да им забраните да учествуваат на јавни настапи? Мислите, вие забранувате јавни настапи на луѓево. Зошто? Заради тоа што единствен начин како да победите е да ги нема на телевизија, да ги нема луѓево што извршуваат функција. Господјо Павлова Данева, колегата Макрадули и колегата Диневски се промовирани кандидати на СДСМ за градоначалници. Вашиот предлог значи дека ние бар на вашето барање треба да побараме луѓето да немаат право на збори, да немаат право на глас овде во собрание, заради тоа што корумпираат една функција, употребуваат телефон платен од Собранието на Република Македонија, употребуваат дневници платени тука, седат, трошат струја, трошат канцеларии, трошат секретарки, а во исто време се и кандидати за градоначалници. Кое политичко лудило би било тоа? Како на Обама или на Саркози да им беше забрането да се појавуваат на телевизија заради тоа што во исто време се и кандидати за функцијата, за реизбор, а во исто време и ги обавува функциите председател на САД и председател на Франција. Она што ние го предлагаме, господјо Павлова Данева, е министрите, замениците министри, премиерот, ако се кандидати во тек на избори, своите функции да ги обавуваат технички и да ги обавуваат неопходните работи за да функционираат институциите. Институциите треба да исплаќаат плати, треба да ги спроведуваат редовните буџетски програми кои што ние ги носиме, треба да ги реализираат проектите кои што се започнати во согласно со програма. Ако се прифати вашето барање, практично Република Македонија треба 3 месеци да биде без влада, без министри, и плюс да им биде забрането да се појавуваат било каде во јавност. Мислам, драматизираат. Ако може председателя да ги дозавршуваме, мислам. Полека, без нервоза, господине Макрадули, не се нервирате сега, не се нервирате, сите им дозволувам, тој 4 секунди даде, не се нервирате. Не се нервирате и на господја Павловска Данева и дадов, и на другите, не се нервирате, бе мала. Повелете. Господине Илија Димов, вратете се, знам дека било одамна, во прва година студии, вовед во право, првите основите на правото. Злоупотреба на државна функција е едно, друго е настап во име на партијата. Ние велиме да не настапуваат во име на државата, да не настапуваат како премиер, кога им се обраќа на државните службеници. Не сме. Да не настапува како министерка, кога се обраќа на членството на ВМРО ДПМН. Не сме. Тогаш ќе настапи како партиски војник или активист, а не како функционер. И да, ние сме против во 20 дена пред избори лопатарење, сечење ленти со буџетски пари. Бидејќи тоа лопатарење кошта, тоа сечење ленти, тие проекти коштаат пари, буџетски, 20 дена пред избори. Тоа другиот не може да го има. А инаку, ајде господине Димов, ајде заеднички да озакониме ТВ дуел.
Јавни настапи се тоа. Ајде премиерот нека настапи на дуел. Јанкуловска нека настапи на дуел. Тоа е во ред, а не да троши пари државни кога настапува. Господја Бонева Силвана има реплика. Повелете. Благодарам, почитувам председателе. Многу расправавме за изборниот законник. Основното нешто е тоа дека амандманите се резултат на препораките на ОПСЕ и ОДИХР, но во исто време амандманите се сублимат на барањата на опозицијата. Зошто го велам тоа? Првин, извршното резиме од препораките од коментарите на ОПСЕ велат: новиот член 8а за претходниот текст од изборниот законник дава дополнителна заштита за обезбедување соодветно одвоеност на државата и политичките партии, при што членовите на владата и замениците министри би биле ограничени на извршување на технички надлежности од нивната работа, откако ќе станат кандидати. Сепак изборниот законник би бил подобрен ако содржи дефиниција за техничка надлежност, како и јасност во врска со санкциите за можни прекршоци. Техничката надлежност јасно е дефинирана во членот 8а став 2, кој што е променет и кој што е сублимат од вашите барања. Меѓутоа, усогласен со постојната регулатива. Баравте располагање со буџетски средства во неопходни активности да биде тргнато. Да не може кандидат да располага со буџетски средства и тука тоа е наведено, освен вели ако тоа не е поинаку утврдено со закон со кој се уредува финансирањето на изборните кампањи на политичките партии. Тоа е многу јасно, бидејќи заеднички сме го донеле или ќе донесеме измени на ваквите закони. Понатаму баравте започнување на изградба со средства од буџетот или јавни фондови и тоа е ставено во новиот предлог на закон. Исто така баравте да се сопред вонредните исплати на плати, пензии, социјална помош, исплати од буџетски средства, и тоа е исто така тргнато од законот, односно е влесено во новиот предлог на закон. Сето она што го баравте, освен јавните настапи во својство на носител на државна функција. Нема логика тоа што го барате. Бидејќи нема логика, бидејќи не е никаква препорака тоа на ОПСЕ и ОДИХР. Многу јасно е кажано. Направивме обид за јасно дефинирање што е тоа техничка надлежност во согласно со постојните закони, меѓутоа вашето барање да не сме премиер на Република Македонија да се сретне, да даде изјава јавно со било кој функционери, дека тоа значи подкуп на гласачите и дека тоа значи дека треба да одговара согласно членот 162 од Кривичниот законник, кој што не зборува за ништо друго, туку вели тој што на лице со избирачко право му нуди, дава или ветува подарок или друга лична корист, треба се казни со казна затвор до 3 години. И вие тоа го барате, значи друго кривично дело нема во Кривичниот законник. Нема кривични дела за премиер ако застане да даде јавно изјава или завршен проект да го пушти во употреба, што бил во буџетот предвиден, дека тоа представува кривично дело. Значи во нието законодавство нема дефинирано каде Во која држава не ми одговоривте, јас претходно го прашав вашиот колега Китановски, која држава добила вакво барање и ваква препорака од ОПСЕ и ОДИХР, да се развојат партијата од државата? Во која држава се случуваа овие работи, нашто не се случуваа? Премиерот со писмо да се обраќа на државни службеници, министерка несоодветно надвор од нејзините надлежности да дели решенија, инвитро уцени на директори од Фондот за здравство. Во која држава се случуваа, господјо Бонева? И на крајот, ништо вие не сте прифатиле. Вие, за она што наводно велите дека сте го прифатиле, а всушност направивте препис од член 11 Закон за спречување на судебни интереси. Предвидовте, господјо Бонева, кажете го тоа гласно, не се срамете. Свртете се на кај камерата, обратете им се на граѓаните. Речете, ако нашите министри ова го злоупотреба што сме го напишале, ќе платат 500 евра казна. Многу ќе ги казниме со 500 евра. Ние велиме, ако го злоупотребат, до 3 години затвор, бидејќи немаат имунитет. Немаат, може кривично одговарат. Кој е проблемот? Што ве спречува? Што е спорно да иде у затвор министар што ќе го причекали законот? Благодарам. Господин Трајанов Павле има реплика. Повелете. Што на Данова, се јавив за реплика во делот за кој што зборувавте околу политички консенсус за да се донесат измените на изборниот законник.
Јас се сложувам, но веројатно дека треба за да се стигне до консенсус и вие да прифатите дел од предлозите и на тој начин може да се гради. Ако ништо не прифаќате, тогаш тешко дека ќе се сложите со некакви законски решенија. Пред сега се јави за реплика во делот на одвојување на државната функција од политичката. Морам да ви кажам дека читајќи го вашиот предлог на измена на изборниот законник, во делот токму за одвојување на државната функција од партиската, многу тешко видов разлика со постојниот член што денеска треба или следните дени да го гласаме. Освен забрана на јавен настап. Значи, ја следев кампањата и во Германија и сега во Соединетите американски држави и видов како ги најавуваат председателите на партии кои Меркел е председател на владата или сега председателот Обама. Значи, никаде не слушнав кога излегуваат на јавни митинзи или на интервју да го најават како кандидат за председател или Меркел, не знам, како председател на нивната партија. Значи, тие ги најавуваат како председатели на функцијата ја најавуваат што обуват во тој момент. Така да многу тешко да најдеме начин како да ја одвоиме, како да речеме дека кога ќе патува некаде во Републиката министерот за труд и социјална политика, да кажеме дека тој активист на ВМРО ДПМН. Граѓаните како да го најавите го перципираат како министер, актуелен, а и медиумите го промовираат или пишуваат за него дека министерот бил во посета и така натаму. Така да, навистина не ми е јасна вашата одредба како можеме тоа докрај да го расчистиме и да биде применливо во стварноста. Навистина предлагате нешто кое што е абсурдно и тешко да можеме да го применуваме во праксата. Не, никогаш не можеме да одвоиме актуелната функција, така бидејќи ги перципираат граѓаните и медиумите од партиската функција што имат или немат функција или се само активисти и така натаму. Така да и поред тоа што се обидов да не дам некое вака оправдување, да речеме да поддржиме таа ваша мислам дискусија, тешко дека тоа ќе се направи и мислам дека нема баш некоја издржана логика баш така да биде дефинирано и разрешено тоа прашање. Благодарам. Благодарам, госпожа Павловска, да Ивана, контрреплика. Господине Трајанов, а го видовте ли Обама да и се обрати на својата администрација, велејќи, ајде заедно да застанеме на крајот на опозицијата? На својата администрација, каде што таму дури и постои споил систем, а кај нас е по закон меритократија, но дури и во споил системи држави со председателски режим на уредување, да и се обрати со писмо рече, ајде да и се спротиставиме на опозицијата, на своите службеници. Тоа го видовте? Или од страна на Америка го видовте? А кој кажа? Кажа ли некоја меѓународна институција дека во Америка државата и партијата се споени? Затоа не сте го виделе, затоа нема потреба од одбранбен механизам, господине Трајанов. И на крајот, околу тоа што сме прифатиле за да има политички консензус, треба да се прифати. Видете, ако има предлози од владата, ќе ги прифатиме. Немаше предлози, господине Трајанов, за имплементација на препораките. Нула предлози, нула прифаќање. Што да прифатиме кога не предложија ништо? Благодарам.